Добро вечер во Централните вести. Ви благодарам што сте на Канал 5. Почнуваме со насловите. Четворица од петтемина кандидати за републички јавен обвинител добија зелено светло. Владимир Панчевски отпадна од трката. Не се остава простор за политика. ССМ ја блокираше владата во нов обид за повисоки плати. Ако нема позитивен одговор, најавија генерален штрајк во март. Им подадовме рака, до крајот на месец февруари можат да седнат да се договорат. Што ќе донесе процесот на спојување на вреди во едно? Пат до обединување или раслојување? Секој сака да покажува сила во почеток, но најверојатно тие ќе се согласуваат на крај. Вардари треска на критично ниво. Дождот нема да престане. Ги учиме ли лекциите од минатото со водотеците затрупани од смет? Тенденцијалните канали ќе кажам дека тие воопшто веќе не постојат, не се во функција. 4-годишно дете тешко повредено по удар од автомобил во Скопско Драчево. Четворица од петтемина кандидати за републички јавен обвинител го поминаа филтерот во Советот на јавните обвинители. Единствено, Владимир Панчевски доби негативно мислење и отпадна од трката, поради тоа што не го исполнувал условот за непрекинат работен стаж од 10 години во кривичното право. Сега списокот со кандидатите оди во владата. Деталите ги има Михајло Видемлиски. Четворица од петмината кандидати за државен јавен обвинител добија позитивно мислење од Советот на јавните обвинители, веде државната обвинителка Анита Тополова Исајловска, обвинителките од Скопско Лидија Рејчевик и Ленче Ристовска, како и судијата од кривичен Ненад Савески, откако го поминаа филтерот пред Советот, остануваат кандидати за нов државен обвинител. Членовите на Советот ги образложија нивните биографии, се задржаа на нивните квалитети и интегритети, преминаа на гласање. Сите добија максимум 10 гласови, освен обвинителката Рејчевик, која доби 9 гласа за, бидејќи негативно за неа се произнесе членот на Советот Кети Петкова. Ние согласно закон ги разгледавме сите пријавени кандидати и ценевме дека ги исполнат условите согласно закон и затоа сметавме дека дадовме позитивно мислење. Од причини што сите кандидати се јавни обвинители, едниот е судија со успешна работа во јавно обвинителство и во судовите. И не можевме како членови да ги делиме зашто сите се по 20-30 години или 15 години обвинители. И затоа дадавме позитивно мислење. Председателот на Советот Бесими уверува дека не се остава простор за политизација. Ја ценеле до сегашната работа на сите кандидати и сите заслужуваат шанса да бидат државен обвинител. Не се остава простор за политика од причини што сите кандидати ги исполнуваат условите согласно закон. И заради тоа ми дадавме позитивно мислење. Административна проверка на документи или ценевте професионални портфолија? Ние за сите кандидати што се суди, што е судија или обвинители, секој ден, секој месец имамо годишни и месечни извештаи и ги цениме сите работата на овие кандидати. Петиот кандидат поранешниот судија Владимир Панчевски, уште пред почетокот на разгледувањето на кандидатурите, беше исклучен од натамошната постапка, поради тоа што утврдиле дека не исполнува еден од посебните услови, а тоа е да има 10 годишен непрекинат стаж како судија кривичар. За него било утврдено дека не го исполнува овој услов бидејќи нема континуиран стаж, односно има прекин во извршувањето на функцијата судија. Панчевски подоцна на социјалните мрежи објави потврда од Скопскиот кривичен суд, според која имал вкупен непрекинат судиски стаж од 12 години. Образложените позитивни мислења за сите кандидати, Советот на јавните обвинители ќе ги достави до владата. Оттаму ќе треба да се одлучат за еден кандидат и како предлог да го достават до собранието, каде државниот обвинител се избира со 61 глас за. По собранието и Стопанската комора, Сојузот на синдикатите на Македонија предпладнево ја блокираше и владата во нов обид да издействуваат повисок минималец и повисоки плати. Од ССМ порачаа дека ако не се испочитуваат барањата до крајот на месецов, во март ќе следува голем генерален штрајк. Од ВМРО ДПМН велат дека тие се за диалог за минималецот, но тој да се договара институционално. Маја Стајановска. Со по 24 синдикалци на двата влиза во владата.
Сојузот на синдикати на Македонија испрати порака до 24 министри да предложат измени на законот за минималната плата за таа да изнесува 600 евра, а останатите плати да се зголемат за 6000 денари. Блокадите беа организирани пред почетокот на редовната владина седница, при што дел од функционерите, меѓу кои премиерот Христијан Мицкоски, беа забележани како пристигнуваат и влегуваат пеш во владината зграда. Доколку на денешната седница не се разгледа барањето за повисоки плати и доколку до крајот на месецот тоа не биде реализирано, председателот на синдикатот Слободан Трендафилов најави нови таргетирани блокади пред институции, голем работнички протест, а едниот месеци 24-часовен генерален штрајк во јавниот и приватниот сектор. Денеска, ако одлучат на седница на влада да зголемат минималната плата на 600 евра и да ги зголемат сите останати плати за најмалку 6000 денари, нема да ме гледаат повеќе на телевизија, нема да ме гледаат повеќе на социјалните медиуми и нема да им бидам трм во око. Се до тогаш продолжувам онаму каде што стоиме, на улица. Еден протест ги предизвика дури и најголемите во наводници газди во Македонија да бараат диалог, диалог и диалог. Им подадовме рака, до крајот на месец февруари можат да седнат да се договорат, можат да кажат за колку се подготвени да ги зголемат работничките плати. Подсетувајќи дека во 2 години власт, платите веќе пораснале во повеќе сектори. Претеникот од владеачката ВМРО ДПМН Бојан Стојановски нагласува дека тие остануваат отворени за диалог околу минималецот, но тоа да биде направено институционално, со владата како посредник меѓу работодавачите и синдикатите, а решението да биде одржливо за сите страни. Во моментов начело на ССМ е човек кој се обидува да гради политичка кариера преку конфронтација во име на трудот на работниците. Да бидам јасен, ние не бегаме од диалог. Ние не бегаме од разговор за минимална плата. Но минималната плата мора да се договара институционално во економско-социјалниот совет помеѓу работодавачите и синдикатите со владата како посредник. Решението мора да биде одржливо за сите инволвирани, за работниците, за работодавачите, за буџетот, за економијата во целост. Популизам со говори е лесен. Трендафилов нагласи дека и синдикатот е спремен за диалог, но вели покана по најавите дека седници на економско-социјалниот совет ќе се одржуваат секој месец. Се уште не добиле. Користењето на владиниот авион, нов мегдан за обвинувања меѓу власта и опозицијата. Од СДСМ денеска обвинуваат дека премиерот Мицкоски го користел леталото за приватни цели и за одмор на Јадранското море. Од владата пак уверуваат, авионот бил користен согласно прописите и оти секој лет бил прецизно документиран. Сања Трајковска Ставров. По информациите во јавноста за тоа колку и каде владините представници летале со државниот службен авион, опозицијската СДСМ обвини дека лирџетот за кој се одвојуваат народни пари се користи за приватни патувања. Според СДСМ, премиерот Христијан Мицкоски летал со него за да оди на одмор на Јадран, а од партијата потенцираат и дека главната дестинација на пола влада најчесто била Будимпешта. Со владин авион и парите од граѓаните, премиерот бил на Јадранско море, на одмор. Ова е срамна слика за една опиена власт од луксус, приватен бизнис и тендери. Истото го правеше Груевски. Значи, исто како Груевски. Тој купуваше очила од 60.000 евра и луксузен Мерцедес, а Мицкоски има часовници од 60.000 евра и сака да се луксузира со авион. Пола влада, почитувани, се шетала со владиниот авион. Главна дестинација Будимпешта, кај нивниот шеф Груевски. Од владата остро демантираат дека владиниот авион се користел за приватни цели и ја обвинуваат СДСМ за ширење на хипокризија и сензационализам. Секое користење е евидентирано, документирано и предмет на институционална контрола, а ниту една активност не е надвор од утврдените процедури, ниту постои било каква форма на злоупотреба, уверуваат од владата. Загрижува фактот што истата политичка структура која денеска обвинува во минатото го користеше владиниот авион за патувања кои останаа длабоко контраверзни во јавноста. Денешните обиди за морализирање од страна на истите актери представуваат класичен пример на политичка хипокризија. Кога беа на власт, ги уриваа стандардите на отчетност, ги злоупотребуваа службените ресурси до максимум, а никогаш не иницираа суштински реформи. Напротив, токму во нивниот период на владење, јавноста беше сведок на безброј злоупотреби. Инаку, според податоците, по доаѓањето на новата влада во јуни 2024 владиниот авион, без летовите за сервисирање и двата лета медицинскиот и за евакуација на пациенти, бил употребуван околу 40 пати.
Најмногу го користеле председателката Гордана Силјановска-Давкова, која летала 13 пати, и вице-премиерот Александар Николовски, кој имал 11 летови. Дрво падна во Скопска Киселавода. Настрада неколку автомобили. Процесот на спојување навреди во една партија. Пат за обединување или пак можно разединување. По информациите дека меѓу партнерите постои јас околу начините на поделба на моќта во партијата. Дел од аналитичарите сметаат дека се ќе зависи од тоа дали компромисот ќе надвладее над индивидуалните политички апетити. Јана Јосифовска. Дали вреди се пред спојување или раслојување? Откако собранискиот спикер и поранешен лидер на Алтернатива Афрем Гаши се изјасни против неофицијалниот договор меѓу лидерите на БЕСА и на Демократско движење, Касами и Меджити, политичкиот аналитичар Љујзин Фаризи оценува дека сега сите партии ги подгреваат политичките апетити за дел од колачот, но сепак е оптимист дека накрај ќе ги испеглаат разликите и веројатно ќе најдат по некоја компромисна позиција. Изет Меджити има повеќе политичко искуство, особено дека билеше заедно со Али Ахмети во една политичка партија и знае точно неговите потези како се прават, и во овие 2 години се покажува дека е постабилен политичар и мислам дека тој ќе биде политички лидер, односно политички председател во таа политичка партија, а Билал Касами ќе биде председател, односно организационен председател во таа политичка партија, кој повеќе најверојатно ќе разговара со базата. Секој сака да покажува сила во почетокот, но најверојатно тие ќе се согласуваат на крај да биде генерален секретар, да биде од неговата политичка партија. Претпоставувам дека Беким Салим, сегашниот вице-премиер, ќе биде секретар на таа позиција, што ќе биде добра позиција на една политичка партија. Освен за тоа кој да ја раководи, битката во вреди е и околу тоа кој колкав удел ќе има во раководните структури. Дали сите партии подеднакво како што бара Гаши и беше договорено пред изборите во 2024 или согласно намерите на Меджити и Касами, тие да имаат по 35% учество, додека останатите 30% да ги поделат Алтернатива, крилото на Алијанса предводено од вице-премиерот Арбен Фетаи и самоопределување представено од Беким Ќоку. Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски е согласен дека спојувањето на вреди нема да оди мазно, но смета дека лидерите треба да бидат свесни, дека подобро е да се обединат отколку да се распаднат како коалиција. Секогаш е тешко од повеќе политички субјекти да создадеш еден, бидејќи сите си имаат своји видувања околу тоа како треба да изгледа новиот субјект и колку они се нели всушност јаки или слаби, колкав дел од тој нов субјект треба да представуваат, но мислам дека сепак е полесно да се дојде до договор. Не верувам дека тоа ќе помене нели мазно, тоа организирање во една политичка партија, но верувам дека сепак ризиците многу повеќе би се исплателе отколку да се седи да не се прави ништо. Ниту Божиновски, ниту Фаризи во трансформацијата и моменталните превирања во вреди не гледаат закана за владината коалиција, ниту пак некаква можност за предвремени избори. ВМРО ДПМН и премиерот Мицкоски според нив имаат стабилно мнозинство. Албанските коалициски партнери, како што велат, се свесни дека во моментов не им се исплати да ја напуштат власта. Изборот на универзитетскиот професор Гоце Наумовски за нов уставен судија утре на дневен ред во собранието. Председателот на Уставниот Костадиновски не гледа ништо спорно што тој бил и надворешен советник на премиерот Мицкоски. Ивана Стојановска. Собранието утре ќе одлучува за изборот на универзитетскиот професор Гоце Наумовски за нов уставен судија. Председателот на Уставен Дарко Костадиновски не гледа ништо спорно што предложениот кандидат е и надворешен советник на премиерот Мицкоски. Според него важни се неговите компетенции и почитувањето на уставот. Кога доаѓаат луѓе од академијата, како што е од факултетот, тоа за мене е добра вест за уставното судство. Во однос на тоа што бил советник на премиерот, јас бев советник на тројца македонски председатели. На тројца. Значи, извршувањето на должноста е дел од карактерот и од кредибилитетот на човекот. Дали бил советник на премиер или јас на тројца
председатели нема никакво значење. За да биде комплетиран составот на уставен, сепак потребно ќе биде да се избере и член по предлог на судскиот совет. Огласот истекува до крајот на неделава, но досега нема пријавено ниту еден кандидат, иако Костадиновски е уверен дека ќе има заинтересирани кандидати. Веднаш по комплетирањето на составот, меѓу првите предмети по кои ќе постапува уставен, ќе биде и законот за употреба на јазиците. Кога Уставниот суд одлучува, никој не треба да го гледа тоа како закана или како да се прави перцепција дека Уставниот суд има нешто против некого. Не. Уставниот суд постои само да им помогне на државните органи да не излегуваат надвор од Уставот. Наша работа е да ја вратиме довербата на граѓаните во владењето на правото и во правната држава, и за мене не постојат сензитивни и помалку сензитивни ќе се постапува по секој еден предмет. Освен законот за употреба на јазиците, одлука од уставен се очекува и за законот за правична застапеност, кој веќе ги поминал филтрите на Венецијанската комисија и кој според Костадиновски ќе биде подобро законско решение од балансерот. А многу брзо по комплетирањето на составот, уставен како што најави Костадиновски, ќе постапува и по поднесените иницијативи за законот за прекршоци, односно проектот Safe City, оспорен од Алијанса на албанците и на Села и на Таравари. Личен став на првиот човек на уставен е дека проектот Безбеден град има легитимна цел и е општествено оправдан. И последното истражување на Евростат потврди, населението во Македонија продолжува да старее. Клучниот проблем е миграцијата, ги зема дел од населението, претежно младо. Освен дождот и ветрот прави проблеми. Неколку возила се оштетени по пладнево при пад на дрво во општина Кисела Вода. Според информациите, дрвото се откорнало и паднало од дворот на средното училиште Васил Антевски Дрен, а известно време го отежнуваше и сообраќајот на улицата Бера Јоцич. Информацијата ја потврдија и од ЦУК, од каде што информираат дека се чувствувал и мирис на изгорен кабел, но без активен чат. Нема информации за повредени. А од УХМР велат дека засилен ветер ќе дува и вечерва и утре. Ќе започне да дува и засилен ветер од северен правец, значи ќе имаме заладување. И утре ќе биде така ветровито, променливо облачно, ветровито со засилен северен ветер, меѓутоа стабилно без врнежи. Врнежи не се очекуваат и во четврток, меѓутоа утрото ќе биде ведро и доста студено. Водата се повлекува од погодените региони. Почнува пријавувањето на штетите. Кичево заздравува од поплавите, кои што без покрив над глава оставија над 250 граѓани. Состојбата и натаму останува неизвестна, особено кај поголемите реки кои достигнаа критично ниво. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Се уште е високо нивото на реката Зајашка во Кичево, поради новите врнежи од дожд. Градоначалникот Александар Јовановски објаснува дека на терен се работи и се чисти коритото на реката. Спортската сала Христо Узунов се уште е дом на 200 раселени граѓани од улицата Прилепска, каде домовите им се под вода и ќе останат во салата се до повлекувањето на реката. Тежок е и периодот за граѓаните од населбата Подварош, кои ги чистат домовите од водата и огромното количество кал. Сабалево треба стигне едно подвижно купатилиште кое ќе ни го позајми армијата на Република Македонија. Обезбедите уште 250 џебиња за нив, за да им биде потопло. Комисијата заседава за обештетување активно. Мислам дека денес ќе објават повик за пријава на штети, откако ќе се пријават сите граѓани што се оштетени, комисијата ќе излезе на терен да ги утврди штетите и потоа ќе бидат обештетувани во најбрз можен рок. Врнежите ќе продолжат и во наредните 24 часа. Нивото на реките е се уште многу високо и постои ризик за изливање. Се очекува да се одржат високи водостоите во западниот дел на земјата, а поради можност во текот на наредниве часови и денов да има врнежи во источниот дел на земјата, исто така може се и таму зголемување на водостоите пред се во сливот на река Струмица и југоисточниот
дел од земјата каде што се очекуваат поголеми количини на врнежи. Во моментот најсериозна е состојбата со реката Треска, која достигнала и висина од 3 метри. Исто така голем ризик за излевање на реката Вардар во Полошкиот регион, каде имаше поплави. А дали Македонија воопшто учи од лекциите по секоја поплава, за која што причина биле несовесноста на граѓаните и несоодветното управување со системите за одводнување и одржување на водотеците? Народниот правобранител отвори предмет за да утврди евентуална институционална одговорност за поплавите во Кичево. Дејан Трајковски има повеќе. По 35 години служба, југословенските канали, кои денеска треба да ги штитат граѓаните од поплави, веќе ги изгази времето. Од Центарот за управување со кризи велат дека терцијарната мрежа, неопходна за собирање на водата која се слева од ридовите и пренасочување кон поголемите канали, што требаше да се случи во Кичевско, е нефункционална со канали кои или се затрупани од смет или врз нив се граделе објекти. Терцијалните канали, ќе кажам дека тие воопшто веќе не постојат, не се во функција. Најзаслужени за тоа се однесувањата на преди се граѓаните. Исклучително се битни заради тоа што сета таа вода сега, наместо да се слева во терцијалните, па во секундарните и примарните, односно речните корита, таа е пуштена на слобода, односно се движи во слободен правец. Ако постоја, ќе допринесеа во одреден дел таа вода да се концентрира по сливовите на речните површини, односно во речните корита, што значи дека ќе избегнеме можност од таков тип или таква категорија на поплави. Примарните канали пак кои се во надлежност на водостопанство се одржуваат колку што има пари, а пари за соодветно стопанисување нема, вели директорот Филиповски за Канал 5. Тој посочи дека институцијата со децении била несовесно управувана и дека Министерството за животна средина мора да определи средства за нивно целосно одржување. Факт е дека во приходната сметка на АД водостопанство немаме влез на пари за уредување на речни корита. Десетици години наназад воопшто нема доделено средства од програмата на АД водостопанство за управување и уредување на речните корита. Значи водостопанство врши пренамена на средства, односно ги прераспределува средствата од услугата на дистрибуција на вода до земјоделците за да средува и уредува водотеци и ова системски мора да се реши. Дали има одговорност ке институциите за поплавите деновиве ке проверува заменик народниот правобранител Илбер Руфати. Тој за Канал 5 вели дека првичните индикации упатуваат на можни системски недостатоци и постои можност од институционална одговорност, па затоа е побарана од општина Кичево целосна техничка проценка на причините, детално информирање за досега преземените мерки и утврдување на евентуална институционална одговорност. Жителите на Виничко Блатец со Народна стража ја продолжуваат битката за Блатечка река, по остребувањата дека изградбата на хидроцентрала ќе им ја секне водата за пиење. Од животна средина уверуваат дека ако со каква било изведба на градба се наруши водоснабдувањето, ќе бидат преземени соодветни мерки. Афродита Рамос. За случајот со изградбата на мала хидроцентрала на Блатечка река во Виничко, за која мештаните од село Блатец стравуваат дека ќе им ја секне водата за пиење, бидејќи како што тврдат, минува низ главниот водовод на селото, се огласија ресорните министерства. Од Министерството за енергетика потврдија дека се запознаени со случајот и дека повторно ќе го разгледаат. Од Министерството за животна средина и просторно планирање пак се наставо дека проблемот треба да се реши институционално, а не со блокади. Водоснабдувањето на населението има приоритет и доколку со било кое користење на водите или изведба на градба се наруши истото, ќе бидат превземени соодветни мерки. Од Министерството за транспорт и врски одговорија дека тие не го издале одобрението за градба, бидејќи согласно законот издаваат одобренија само за хидроцентрали со капацитет над 1 мегават, додека мокноста на предвидената мини хидроцентрала на Блатечка река е 606 киловати. Уште во 2015 година општина Виница го поништила одобрението за градба на инвеститорот, меѓутоа тоа решение било укинато токму од Министерството за транспорт. По ова општината поднела тужба
тужба пред управниот суд, но тој ја одбил како недозволена со образложение дека општина не може да тужи министерство. Пресудата била потврдена и од Вишиот управен суд, па сега од општина Виница очекуваат да се најде решение за случајот преку состаноци со надлежните институции. Во меѓувреме, жителите на село Блатец за Канал 5 потврдија дека и денеска со Народна стража дежураат на местото каде концесионерот Енерджи Лукс Кочани треба да започне со градежните активности и најавија двочасовна предупредувачка блокада на регионалниот пат Виница-Берово овој петок. Од компанијата најавија дека во текот на следните денови ќе се произнесат за револтот на мештаните. 4-годишно дете со тешки повреди е пренесено во болница, откако вчера доцна попладнето било утрено од автомобил. Според информациите на МВР, вчера околу 17 часот било пријавено дека на улицата Живко Фирфов во Скопско Драчево патничко возило Volkswagen Туран со скопски ознаки, управувано од 41-годишен скопјанец, удрило во 4-годишно дете од Скопје. Детето било пренесено на клиниката за детска хирургија. Оттаму за Канал 5 велат дека тоа е оперирано и е во добра здравствена состојба. Не се познати околностите под кои што било повредено детето. Се уште нема систематизиран преглед кој добива државна помош, со каква цел, ниту дали ефективно се искористени средствата, оценија говорниците на денешниот панел посветен на управувањето со државната помош во регионот. Сандра Спасовска. Час поскоро да се воспостави централизиран и транспарентен систем на податоци за следење на државната помош. Оти во моментов не се знае дали овие пари се ефикасно искористени, ниту пак која добива, колку добива и со каква цел. Ова е заклучокот од панел дискусијата посветена на управувањето со државната помош во земјите од Западен Балкан. Недостигот на податоци оневозможува детално да се креираат идните политики, оценува извршната директорка на Finance Think Благица Петрески, посочувајќи дека не е значајно само колку средства се издвојуваат како државна помош, туку и дали истите тие ефикасно се потрошени. Дополнително, поради немањето систематизирани анализи, не може да се утврдат ниту вкупните ефекти од оделената државна помош врз економијата. То не е значајно само колку средства се издвојуваат во државна помош. Многу позначајно е дали овие средства кои што се издвојуваат се ефективно потрошени. Тоа значи дека ако вие креирате одредена програма, таа програма треба да придонесе кон побрз економски развој, кон повисока конкурентност, кон повеќе инвестиции, се со цел за да имаме побрза конвергенција кон оние таргети кои ги имаме како земја. Според податоците на Комисијата за заштита од конкуренција, државната помош во 2023 година изнесувала 206 милиони евра или околу 1,5% од БДП. Додека во 2024 година достигнала 235,2 милиони евра или 1,52% од БДП, што и според министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кучовска ја нагласува потребата од високо ниво на отчетност и транспарентност и токму во таа насока најави дека како влада работат на воведување на централизиран систем. Централизиран и транспарентен систем на податоци би овозможил подобра анализа, подобра координација меѓу институциите и поефикасно планирање на ресурсите. Транспарентноста не е формалност, туку предуслов за доверба и рационално управување со јавните финансии. И токму од таа причина владата работи на воведување на систем кој централизирано ќе ги евидентира сите трошоци. Како што беше истакнато на панелот во период од 2017 до 2024 година и во Македонија и ке земјите од регионот државната помош речиси била дуплирана за време на ковид кризата. Конкретно за земјава, податоците покажуваат дека низ годините наназад најголема е поддршката која се дава во земјоделието, а потоа следи помошта за компаниите која се дава за инвестиции во делот на конкурентност. И последното истражување на Евростат потврди, населението во Македонија продолжува да старее. Средната возраст е зголемена за 5 години во последнава декада и изнесува 42,2 години. Бројките се сепак под просекот во Европската унија. Здравко Димитров.
Средната возраст во 2025 година на македонското население е 42 години, односно за 5 години повеќе споредбено со 2015 година. Во регионот медијалната возраст е помала само во Црна Гора, каде што е 40, а поголема бројка има во Албанија, Србија, Грција, Бугарија, Хрватска и Словенија, каде што надминува 47. Поранешниот директор на Државниот завод за статистика, Апостол Симовски, објаснува дека медијалната возраст од 42 години не е просечна старост на населението, туку дека половина од македонските граѓани се помлади од 42 години, а другата половина се постари од 42 години. Според него, ваквата демографска слика се должи на повеќе фактори, но главната причина вели дека е миграцијата во странство, бидејќи се намалува бројот на родени деца во една држава. Самиот процес на наталитет заради образовниот процес, односно вклучување на поголема маса население во образовниот систем кој што трае подолго заедно со студирањето и слично, одложување на бракот, економските карактеристики, вработување на пресен на жената и нејзината активност во општеството, еманципацијата и така натака. Менуваат многу работи, меѓутоа по мене клучниот проблем е миграцијата, односно емиграцијата во странство, и тоа што има двојно дејство, двоен ефект. Прво, би зема дел од населението, претежно младо, најчесто младо население, но и население кој што треба да го гради идниот наталитет. Симовски вели дека бројката речиси секаде е зголемена и поради развојот на медицината која го продолжува животниот век. Статистиката на Евростат покажува дека се зголемува и медијалната возраст на Европската Унија. Во 2015 година во Европската Унија изнесувала 43 години, а во 2025 година се искачила на 45. Пад на медијалната старост се забележува во Германија, а Симовски вели дека е резултат на тоа што Германија најчесто прибира надворешно население. Сепак на целиот европски континент највисока медијална старост има во Италија со нешто над 49 години, додека најниска е во Турција со 34,4 години. Следно на Канал 5 само вистина. Пријатна вечер.